Благодарам, подпредседателе. Сега само да констатирам, бързаме или не бързаме за влада? Чекаат процесите или не чекаат? Чека ли европскиот пат или не? А чека Беким Сали за разрешување за да дојде нов министер и да даде плата во здравство или не? Ја не знам кај е проблемот. Еве имате 44 пратеници од опозицијата. Кај ви е власта, дајте да изгласаме затоа што гледаме дека министерот Маричич плаче по телевизија, премиерот гледа да ја обвини опозицијата за овие неуспеси и ова неработење на влада. Ајде да дадеме пауза пола сат, соберете ги пратеници и да гласаме. Пошто опозицијата кочи, опозицијата бойкотира, опозицијата не работи, а опозицијата цела тука собрана. Кај е власта? Прашањето е каде е власта? Затоа, господине подпредседателе, ја мислев дека стварно кочење го правите за да ги соберете пратениците, за да гласаме, затоа што нели тој Беким Сали не чинел, не бил добар, морало да се промени, морало да се направи една коалиција која што ќе соберела повеќе пратеници на тој Европски фронт, а од кога почнавте да ги собирате и вашите редовни коалициони партнери почнаа да ви бегаат. Ја не случајно спомнав, фала тука уште многу пратеници во овие редови, да земете да се пребројате најдобро деновиве пред гласање, оти како што е тргната работа, не ми стои добро. Член 2. Работата на собранието е јавна. И под тој член има да се даде збор на опозицијата секојаш кога ќе побара. Затоа што опозицијата е единствена таа која што ќе ги отвара процесите, која што ќе кажува на јавноста што се крие и што се мати од оваа корумпирана влада. Благодарам.